На 2 недели пред стартот на учебната година во титовските училишта привршуваат работите на санирање и уредување на просторот. Од секторот за јавни дејности велат дека очекуваат работите деновиве да привршат. Се интегрираше буквално во сите училишта. Имавме еден активен период и во овие недели се при крај завршените активности за почеток на учебната година. Така да се надевам дека до 1 септември сите овие активности ќе бидат завршени и веднаш со почетокот на учебната година учениците и училиштава подготвена ќе го дочекаат новата учебна година. Се работеше и на подобрување на хигиенските услови во училиштава, се во склоп на нашите законски надлежности, затоа што знаете дека некои надлежности се во склоп на централната власт и на Министерството, но и со нив сме во многу добра и одлична комуникација и со нив сме планирале и заеднички да действуваме во престојниот период. Добрата организација значи и добри резултати, вели Ќазими. Финансиските проблеми се надминати уште лани, а таквата стабилизација значи и успешно работење и менаџирање со образовните институции во иднина. Успеавме за една година да финансиски да ги стабилизираме училиштава и од нашиот период на раководење со училиштава да работиме без долгови. Исто така веќе може да се каже и за ова учебна година, при крај се и јавните набавки за горива и за дрва во шапаниските села, затоа што таму зимата почнува порано, така да од почетокот на септември да бидат снабдени и со дрва и со горива. Додека пак веќе почнува и во тетовските градските училишта веќе се во завршна фаза подготовките за објава на јавната набавка за течни горива. Се надеваме дека и тоа ќе заврши до крајот на септември и дека повторно ова година ќе ни започне грејната сезона и ќе имаме една топла зима. Работните обврски за наставниците започнаа. Учениците ќе одмараат уште 15 дена до стартот на новата 2014-2015 година. Завршените осмоделенци, кои се уште не се запишаа во средно училиште, имаат можност тоа да го сторат на 25 август.